оној труд што го има дадено нашите баби и пребаби, што ни го оставале нам амане да го чуваме, а ние што ќе оставаме аманет сегашната генерација на идните генерации што ќе оставаме. Сега имаме гоблени. Значи тие се шифрирани гоблени. Кога немало шифрирани, онај вест треба да се нацртат, да го бои да му давеш. Па луѓето биле, ми се чини тогаш многу културни и многу образовани, ако немале диплома. Како ја што немам диплома, ги знам носите. Ако ве носи патот во Преспа и поминете низ селото Подмочани, сигурно ќе го сретнете етномузејот на Јоне Евтимовски. Земјоделец кој повеќе од 40 години е посветен на собирање на етнолошкото богатство од сите краеви на Македонија. Започнал во младоста, кога како играорец се фасцинирал од фолклорот и убавината на македонските носии, посебни за секој крај на државата. Патувајќи низ цела Македонија, откупувајќи носија по носија, Јоне успеал да го направи денешниот музеј кој е посетуван од туристи од Македонија, но и од многу странци. Јоне не пречека во визитната соба, на ист начин како што ги пречекува и туристите, пред да ни го покаже музејот и раскаже приказната за тоа како успеал, без помош од никого, а најмалку од државата, да направи музеј кој е честа дестинација на туристите во Преспа. Луѓето што идат малце да се одморат, да се опуштат од патувањето, да си седнеме да се напиеме пе на рајкичка. Ајде, добре дојдовте, ајде живели. Ала? Во соба јас сум роден. 1956 година, само тогаш беше поинаква, сега поинаква, знаеш. Прво ламената, тога имаше земја. Немавне пари да ја направиме побаво. Ама со текот на годињата адаптирав како за луѓе, за туризам. Тука имаме селска соба, развој, како се ткаја да видат луѓето, пошто тоа е изумрено. И другата имаме сувенири во другата соба. Сега оваа просторија ја адаптирав како селска, има замислена како селска соба. Имаме тука еден оџак, кој и порано беше оџакот тука. Беше зазиден, јас сам го направив. Тој е од дедо ме уште оџакот. После имаме една стара многу витрина. И ова покуќинина што е само во село. Значи ова не е се доселени, како сегаш имаме тенџерине, ги имале грнците. Тие се жетварски стомни, оти на жетва одевне со дупли стомни, а ова е за секој ден стомната. Сакам извор, оти точно изворот од селото. Но сите потекнуваат и од селата. Секое село ми даде инспирација, било која источна Македонија, западна. Секое за мене е ново откритие и многу позитивно мислам за сите села во Македонија. Наследство немам од моите баби. Наследство, значи од носите немам ништо. После не биле многу сиромаси, кои сите луѓе, тога такво беше времето. Првата носија беше во Битола, ние на пазар, најград ние во Македонија, близу Битола. Од име Битола имаше една продавница, кога луѓето заминава за странство, му ги донира за пари тие носи таму. И од таа носи се викаше комисиона покрај Драгород беше, и од тука првата носија тука ја купив. За жал, тога не знаев јас каква е носијата, што беше. Знам дека беше од Пелагонија, многу убава носијата, ден денеска имам. Покрај сите носи, и там е во тие најтрофејните носи. Секој други вес кој ќе видам што го нема во колекцијата, кој ќе го загледам, ми имат инспирација. Иако е валкан, ќе го чистам, знам да го чистам, да го средам и сакам да го имам во мојата колекција. Значи ден денеска тоа го правам, одам на пазар, ме знаат сите луѓе, ако имат некој кошело, мене ми ја дават. За пари нормално. Имам некаде околу 2000 предмети. Значи покрај носијата ја сакам и по кухината да ги имам, значи накитот, не е само целта носијата да собереш ако немаш накит, оригиналот. Секоја носија си имат свој вес, свој накит во Македонија. Ама ви кажав, покрај носијата ги избирам и предметите, килимите, завесите, везаното, се што е старо се го има во колекцијава моја, ама за жал не објавена. Не објавена, од државата ми е не објавена. Ги чувам кога ќе се објават. Јас имам сега 60 години.
Кога ќе се објават моите носи? Никогаш. Ќе седат. Колку збирки така била, су слушнал за некој Црнилович во Београд, имал голема колекција, така останала. И мојата муштака ќе остане. Пак тој фолклор. Осака како млад игра во Таши Милашевски во Ресен, значи тога на возраст некаде бев 20 години. Од тога се роди љубовта. Кога ја видов сите чупина ние на Преспа, во Преспа велиме чупина. Наредени сите со иста носија, некако од тогаш е таа љубовта према носијата. Порано ги имав носите во таа соба во визитната, кај што бевме сега со вас. Таму имав сандаци, 5 сандоци, така седеа. Година за година така седеа. Кога го направив објектот за живење, што ќе сејте објектот, децата ми биле мали, и ми се направи една идеја да го направам тој музеј. Викнав од Скопје луѓе што ми помога, вака ќе биде, така ќе биде, и така во долниот музеј, во долнијата соба направивме носи од Македонија изложени на кукли. Одејќи на терен, прво ќе го спомнам селото Непраштено, Тетовско. Значи јас прв пат идам село, мора да имаш комуникација со луѓе. Видов 3 жени што си седат, си разговарат. Добар ден, му се представи, шо барам, како барам? Добро, ма приме една жената, толку пари ќе ми дадеш, важите, реков. Се договоривме се. Ама кога ја отворе вратата, имаше многу убава крпа на огледало. Реков, тетко, дали можеш таа крпа да ми дадеш? Не, там ја спомен што сум била венчана, рече. И кога ми го даде, кој ми даде носијата, наместо да ми даде носијата што ја чуваше за неизе, ми ја даде оригиналот носијата, значи 2 носи имаше. Ми го даде незиниот оригинал комплет. И јас си го зедов, беше излезно на селото, ма некаде 500 метра. Немав обичај така да прегледувам што има там, ето, тогаш ма занесе. Господ вака истресив од елекот, нешто тропна. Ја пуштив раката, видов Наполеон и Бурма. И си замислив. А врати го назад. Колку километри се далеко, колку нешто ти се случи, ќе ги имаш тој Наполеон, тој е 100 марки тој беше. Било како се вратив и кад зошто се препишмани, ќе ти вратам парите жената. Не, рекол, дали мислиш, дали знаеш имаше во џепот? О, синко, ама не кажи пред другарки, бе пикна дома, ја затворе вратата и вратив. Ми го даде другиот комплет што требаше за продаване, се во ред, и стана тогаш ми ја даде најубавата крпа. И тој најубав спомен од тој крај. Покрај предметите што ги собирав од Македонија етнолошки, но ги имам во мојата колекција имаме моите поклони од татко ми, на пример, колата што ја гледате таму, викаме Малодар кола, која јас во лојте орав. Имам мој јарем од татко ми. Имаме ова мерка за жито, овај шиник. Други работи не ме тука. Крошните се му од бебе. Што су бил? Крошни за бебе. Ги се кирзнев дека ќе отворам музеј, ги сочував. До денеска ево се убави. Колава, што ја гледате ове собрание општина, ресен сам таблиците. Колава е зеда во цело Лажец, 1 километар далеко од Грција. Оттаму донесов со такси. Се наоѓам во централниот дел, што ги имам носите изложено. Ама јас не можам од цела Македонија тука да изложам носите, пошто овде се само по една област од Македонија. Тука се наоѓат една пелагониска носија од Прилепскиот крај, која тежи 50 кила со 2 ќултарија. Може да видите, ајде запрегниме. Тој си има нејзин коцел. Значи, тука зборувам од Прилеп, Пелагонија, и најстарата носија во колекцијата ми е скоро ова носија. Тука имаме
Маријово за млада жена. Не го делам Прилепско Маријовско, едно Маријово е за мене. Тука имаме горни битолски села и Пелагонија долу. Од таа страна имам Мијаците во Македонија. Смилево Демир Хисар, Мијачка носија од Галичник и Дебарска носија од Дебар. Додека од спротивната страна имаме села под Сува гора, Тетово, Кумановско поле и Маврово. Тука имаме носија за невеста, пошто викат за невеста. Кошулата, колку е извезена, самата покажуваат за шо е, за каква прилика. Најмногу се интересираат и самите странци. Оригиналот косата. Како е убаво плетена, како еден конец да е на неја, а тоа е плетенка. Тука имаме, значи, Кумановско поле и имаме тука носија за млада жена од Маврово. Во овој сандок имат историјата за моето Маријово. Зошто моето Маријово? Најмногу има во Македонија истражива Маријово. Таму имат носија од стара баба, млада жена, немажена жена, моминска, за мало девојче. Значи, секоја женска носија пишена по годињето на носијата. Секој видите што има. Исто носиите не се објавени, така си седат. Првата носија го за мало девојче од Маријово. Сега не може да се сетам дали од Витолиште или од Дуње, Штавица, сите села ги имам поминато. Имам 30 кошули, сите со различен вес од Маријово. Обрусите се разликуваат измеѓу Прилепските и Маријовските. Ево обрус од Маријово. Секој сандок си имат своја историја и што има внатре. Например, сега го имам во Охридско поле, но во Струга имат носи од Вевчани и ги поседувам носите, ама не можам да ја изложам. Најмногу ги сакам везовите од Пелагонија. Тука ги имам кошулите, алските од Пелагонија, од Прилепско. На секоја кошула од тој крај мора да е символ ставен крстот. Тука имаме една кошула, што ја викат ѓаолска кошула, ѓомити во црквата, не се влегвила со ова кошула, не знам зашто. Така нарекуваат нашите баби што живеат тамо. Но имаме еден предмет многу драг, што е ретко во Македонија, се викат ќултари, што ги имат најретко, може да се 5-6 во Македонија, повеќе немаме, странство имат вакви немат. Се наоѓаме во градската соба. Шифонјерот ми е со градски фустани, оригинал имаме свили тука, од цела Македонија, не зборам дали источна или западна Македонија. Тука имаме сега една кукла облечена во невестински фустан. Кога луѓето отидоа нашите во Америка, во 1922 кога бега масивно тука, и оттаму му пуштија на роднините фустан невестински од селова. И сега кога пуштија тој фустан невестински, луѓето не сакал толку да бидат отскријани. Тогаш било поскромни луѓето. Никој до тогаш не го облекол после тие 10 години фустанот, пошто бил многу разголен. Од тие двата се фустани еврејски, оти во Битола живеа еврејски. Може да земам една слика, да докажам дека по сликата тие имале многу соживот, македонките од Битола и еврејките имале многу убав соживот. Кога дојда туристи од Израел, кога видоа еврејски предмети кај мене, еден господин ми во поклона мони се викат, само знам, бројанициве за спомен за мене. Од предметите што ги видел дека се еврејски, не. Што припаѓаат и на мојата култура и на неговата култура.